Радио Милева. Емисија за здравје и општа култура. Здраво и добре дојдовте во втората сезона на Радио Милева, емисија за здравје и општа култура. Јас сум Румена Божаровска, ова е Ирина Цветковиќ и ова е Јана Јакимовска. Многу сме среќни што повторно сме тука со вас. И бидејќи ова го снимаме во септември, ќе се емитува претпоставам на почетокот на октомври, се уште сме многу инспирирани од тоа што почна школската година. Така што денешната епизода, делимично, без рубриките, ќе ја посветиме на образованието, каде што исто така ќе имаме интервју со професорката, писателката и преведувачката Калина Малеска. Ирина, ако сакаш да ни ја воведаш темата. Фала ти, Румена, здраво и од мене. Се зафативме за права септемвриска тема, која што често е дискутирана во нашата јавност и со што имаме ние плюс да кажеме. Низ годините, секогаш кога се зборува за образование, некако проблемите лесно се детектираат, но имам чувство дека кога се зборува за решенија, секогаш е погрешен фокусот. Решивме да зборуваме за образование, затоа што тоа е еден од можеби најбитните сегменти во општествата. И не велам, не тврдам дека сме имале ние некогаш брилијантно образование, но покажува ситуацијата дека тоа се влошува. Се сеќавам на една наставничка, професорка во средно училиште, која што го опиша образованието со една реченица: многу петки, малку знаење. И тоа прилика тука кажува. Оно што е наша теза е дека училиштата не се фабрики за идни работници или шефови. Образовниот систем не е тренинг систем за работна сила, туку образованието треба да биде водено од една визија за создавање на силна културна база, чии што уверувања, пракси, социјални односи ќе му овозможат на поединецот да стигне до позиција на моќ, но исто така да научи и да развива, но и да управува со демократски настроена средина или општество. Меѓутоа, состојбите во образованието денес во Македонија покажуваат нешто сосема поинаку. Гледаме дека се развиле некаква култура, дури и училишна култура, во која што важи правилото на посилниот, поснаудливиот, подрскиот. Во школо нас и во наше време, ама сега се повеќе и повеќе ни кажуваат дека оние што препишуваат се паметните, снаудливите, овие кои што се труделјубиви, ќе успеат или ќе сгрешат се или бубалици или не ги бива. Овие динамики се и во училницата, и во училишниот двор, и на родителските средби, каде што имаме една поинаква ситуација од во нашето време. Сега веќе родители се јавуваат кај наставници, кажуваат која оценка треба да ја има нивното дете. Во секој случај, поентата ми е дека кога се ќе испровртите наопачки, тогаш не можете да очекувате резултатот да биде исправен. Токму така. Исто, како што зборуваше за овој момент, сега ми текна, нели тука го има и тој капиталистичкиот момент на приватно образование, каде што се плаќаат многу високи школарини и каде што тоа, не знам како се вика, entitlement на македонски не ми текнува, ама се чувствуваат родителите на тие деца кои што платиле дека на тие деца им следуваат високи оцени, бидејќи тие се купени на одреден начин. Меѓутоа има и уште еден момент кој што е доста важен и ќе го почнам со една анекдотка. Идеме со ќерка ми, кога има 3 години, во пекара и да купиме кифла и продавачката ја вика: ти одиш ли во градинка? И она вика: да, одам. Ако да одиш и после да одиш во школу и да учиш, да не бидеш продавачка како мене. И сваќаме дека кога ќе си се навратам, нели, и тоа како ние сме растали и како системот и околината не кондиционирале да мислиме дека учењето е нешто со што ние ќе ги избегнеме тие професии кои што, нели, се секогаш општествено непосакувани, хигиеничари, продавачки, you name it. Така што еден од погрешните фокуси во тоа како е општествено поставено тоа е дека образованието ти влева страв не да бидеш нешто, туку да не бидеш
нешто. Тоа е. Јас би рекла дека освен стравот, нашето образование потикнува и еден вид на насилство. Ние сме растани во еден таков систем каде што беше многу нормално наставниците да не шљакаат, да не О, да. сите сме имале некој насилен наставник или наставничка уште од прво до четврто. Сега стануваат родителите насилни и во однос на тоа на колку што повеќе побрутално станува капиталистичкото општество, толку побрутални стануваат самите родители. Јас не би рекла дека е само и во приватното образование, туку веројатно и на секаде. Зашто има исто така ова што каже Ирина, толку многу петки? Од каде е таа идеја дека сите мора да имаат петки на крај на година и после тоа имаше, ако се сеќавате Ирина, мислам дека ти баш пишуваше за тоа во една твоја колумна дека во Орце ми се чини дека премногу имаше пријавени. Секоја година. И им прават после приемен излегува дека учениците воопшто немаат никакви вештини, но тоа што се како се испитите се многу зависи од тоа што се бара, што се учи, но на крај вистина ова што го зборуваме дека системот ги учи уште од наше време и тоа не е сменето на послушност и на никакво критичко размислување. Затоа што се уште се учи преку дефиниции. Тоа е и ти имаш искуство. Токму тоа е најголемиот проблем. Не всадувањето на критички апарат ги прави генерации на конформисти кои што не само што не се научени да ги преиспитуваат, туку тие ги репертуираат, значи секогаш одново ги играат сите односи на моќ за кои што нели како општество сонуваме да ги менуваме. Па во таа смисла и меѓународните испитувања покажуваат, добро, има различни, нели, не писа, не ова, не она, секогаш сме некаде на дното, но она што е страшно, што е проблем не само на Македонија, туку мислиме генерално, ама особено на Македонија, е што нашите ученици покажуваат слаби резултати на она читање со разбирање. Тие читаат, но не разбираат, што значи да, и јас имам дете кое што е во образование, учебниците се ужасно напишани. Тие не создаваат љубопитност за знаење кај децата. Такви се и лектирите, тие не комуницираат со овие генерации, не создаваат не создаваат глад за книжевност и во принцип се сведува на гола репродукција. Седнува моето дете, учи напамет, оди да каже тоа, затоа што тоа е најсигурниот начин да се стигне до петка. Да. Сега ми текнува, не знам колку години има од тогаш, за некој приемен за факултет, мислам дека беше тоа, која решија дека треба да се полага општа култура. И дека нашиот систем гениален извади учебниче, прирачниче за општа култура, што тотално нели се коси со концептот на тоа што општа култура значи. Да. Така што затоа не може ни да е чудно тоа што имаме такви учебници, кога имаме и прирачничиња и учебничиња за работи кои што се нонсенсични да се стават во учебник. Ние сите сме сите сме бубалици, би рекла за нас три, од мали нозе. И завршивме некако во високо образование и на постдипломски студии и така натаму со предавање. Секој од нас има таква некоја позадина зад нас. И еве сега мене ми е интересно што се случува, сакам да го поделам тоа што како од другата страна на клупата кој ќе бидеш. Како тоа изгледа. Ова што го зборувавте, препишуваат, значи не постои начин како да ги натерам студентите да не препишуваат. Тоа ми е буквално како некој со нож да ме бода на испит, верувајте, полесно е да не го научите тоа таму, да ги јас книжевност предавам. Мислам да ги прочиташ тие неколку книги каде што се бара твоја интерпретација, разбирање, отколку да седиш и да изнаоѓаш 300 различни начини како ти да препишеш на час. И се случува исто една друга работа со која што сум сега соочена во денешно време, а тоа е што правиме со вештачката интелигенција, која што во голема мера сега ги замени потребите за дефинирање. И што се случува сега во македонскиот систем? Сега, затоа што знаат дека дефиницијата не мора веќе да ја научат на памет, бидејќи ја имаат во телефон, некој може преку бубица да им ја стави, може да ја напише порано. Нели, што се не праја, става
тоа само млад човек што многу добро гледа ситно. Може да прочита. Може да прочита на шише. Мислам, многу беа иновативни во однос на тоа како се иновативни. Всушност професорот треба да се претвори во полицаец за време на испит, наместо всушност вие да разговарате со студентот. Во секој случај сега има вештачка интелигенција и апсолутно веќе нема никаква потреба за дефинирање, бидејќи тоа одма ви ја вади дефиницијата за било што, студентот веќе не мора тоа да го прави. Така што сега имаме нов предизвик. Што правиме кога веќе ни тоа што го барале самите професори веќе не е потребно. И уште една работа. Ева, на пример, јас предам во прва година. Како да ги казнувам тие студенти за тоа што го учеле во текот на цело образование. Значи, тие не знаат ништо, освен дека е во ред да се препише, освен дека треба да се набуба нешто, да се каже дефиницијата. Значи, треба сосема одново да се обмисли. Па да, и кога ќе дојдат веќе во високо образование, дури и доцна за тоа. Тука се некако намалување на штети кај оние посветени професори. Вештачката интелигенција токму тоа го замени целиот македонски образовен систем. Сега нема работа. Затоа што е тоа голо пренесување на учени, она што недостасува е како се интерпретираат тие. За мене добар наставник е тој кој што нема да забрани вештачка интелигенција, туку ќе ги научи учениците, затоа што не можете да се борите со не. Мислам, просто тоа се дигитални генерации. Треба да ги научи како да ги читаат тие знаења, текстови кои ги продуцира и како да ги анализираат, интерпретираат или користат понатаму. Исто и моментот, нели, тоа додека стигнат до високо образование, нивните институции се воспитно образовни, не се само образовни, и тој момент го има. Чи кај нас, јас искрено не можам да се сетам дека дури и во наше време нешто многу се обрнувало внимание на тој аспект, на етичниот, на тоа да не направат емпатични или да не направат солидарни или Не, само го чуваа моралот како и ден денес. Да, а впрочем, тоа е една од најбитните работи што ни недостасува. Исто како што недостасуваат и некакви животни вештини кои што никогаш не се учат. Мислам, тоа стално се смееме и тоа влезе у колоквијалното зезање дека сите знаеме колку овци има на Нов Зеланд или како и беше тоа да се фразира, а не знаеме да отидеме до банка да пополниме уплатница или не знам се какви не сме научени на базични животни вештини, па и тоа домаќинство колку нели се подсмевавме со тој предмет единствениот кој што требаше да научи да бидеме некако малце самостални како Иако нели само машките не слушаат домаќинство, машките? Слушаа. Добро, јас така и во главата ми беа поделени домаќинство и ОТП. Да, воспитната компонента е исто доста проблематична, бидејќи се уди во зачувување на еден патриархален морал. Да. И тоа е она што образованието треба подитно да го промени. Образованието е место, училиштата се најбезбедно место каде што се разговара за овие работи, меѓутоа не кај нас се што направија, какви политики внатрешни развија училиштата во последнава година. Правила на облекување каде што е забрането да одат ученици во тренерки, например, на училиште. Така што тоа исто го докажува промашениот фокус на интервенциите во образованието. Епа, затоа денес имаме гостинка која што се бори против тој систем и имено да не звучиме песимистички, меѓутоа овие проблеми се решаваат. Мислам дека во нашето општество постои една мрзеливост што се однесува до тоа, бидејќи сите низ таков образовен процес сме поминале и за жал тоа е она токсично наследство во кое што се вика. Па фали на нас. Да. Па ние тоа го поминавте, па сега на вас ви е многу полесно, ние тогаш немавме ни ова ни она. Океј, ние сега немаме учебници, бидејќи не ни требаат заменки, именки, такви работи дури за јазик. Но сепак ми се чини дека и самите родители и самото општество не доволно интервенираат во самиот процес. Бидејќи сите сме оставени на тоа детето наше да ги учи тие грозни дефиниции и од оние учебници во кои што никој ништо не може ништо да разбере. И истото важи за лектирите. Така што денеска ќе зборуваме со Калина Малеска баш за тоа како може да се направи нешто за подобрување на овој процес, така што тоа е во следниот сегмент ќе ја гледаме нашата гостинка. Гости!
Се враќаме во студиото со нашата гостинка Калина Малеска. Калина е професорка на катедрата за англиски јазик и книжевност, писателка и преведувачка. Кога зборуваш, кога го кажам ова, ми се чини дека себе си се представувам, затоа што буквално на исто место работиме. Последниот роман на Калина, Светот што го избрав, беше објавен пред неколку месеци во издание на Или. Ета, може и тоа да си го прочитате. Сега, Калина доста си активна во полето на така критикување, нежно критикување, би рекла, конструктивно критикување на нашето образование. И баш сум срекна што во последно време гледам дека водиш еден проект за подобрување на функционална писменост. Имаше доста зборување за тоа за функционалната писменост во Македонија. Излегоа некои статистики дека наводно 9 од 10 невработени се функционално неписмени, дека во 2017 2/3 од младите се функционално неписмени. Тоа постојано го слушаме. А ти работиш на проект за подобрување на функционалната писменост. Сега може ли прво да ни објасниш, оти ми се чини дека сите тоа го зборуваат, ама никој не знае што е тоа што е функционална писменост и потоа што е проектот на кој што ти работиш? Фала што ме викнавте. Драго ми е што сум тука. Да, функционална писменост и јас не знаев точно што е до пред 2-3 години и заинтересирана бев многу за за образованието и тие промени што мислам дека се неопходни гледајќи го и своето образование и образованието на своите деца и така натаму. Долго време сум во образование и сакав да се обидам нешто да направам, да не биде само критикување, туку оно е потешкиот дел сега како да функционира тоа во стварност. Читав многу за функционална писменост овој период и вака ќе пробам да сумирам на основните работи што ги од она што го читав, што заклучив на што се однесува функционална писменост. Прво, многу обраќаат внимание на тоа има приоритет на атмосферата на часот. Значи, овие другите работи, аргументација и така натаму се на некое, да речам, второ место. Во смисла на тоа да не се развива отпор кај ниедно дете, да има пријатна атмосфера каде што секој ќе биде поддржан, што и да каже, да се праша од каде доаѓа тоа, не веднаш да се рече дури ако е погрешно, не веднаш да се рече погрешно е, не си научил, нели, во таа смисла, туку да се изнајде од каде доаѓа тоа размислување, да речам, и тука да се негува солидарност, да се негува тоа дека другите не треба да се исмеваат со некој и што не знае, значи за да сите се почувствуваат прифатени. И тоа е некако ставен акцентот на тоа првично. И потоа другите работи што влегуваат во функционална писменост се оние работи што и вие ги начнавте, критичко размислување, објаснување со аргументација, значи читање со разбирање, со аргументирање, со давање поддршка на ставовите. Исто така многу е важна некоја, да речам, интердисциплинарност, значи кога е читање со разбирање да се поврзува и секој предмет со другите предмети што се учат во училиште, да не бидат изолирани, туку да се најдат врските и не само со другите предмети, туку и со реалноста. Значи, она што се учи да биде поврзано и да се види зошто е релевантно тоа и во секој дневниот живот, дали е релевантно, ако не е релевантно, тогаш зошто се учи, може би има причина, не мора да значи дека мора да е прагматично во најтесна смисла, но да се објасниете зошто е важно. Звучи фантастично, искрено. Да, дека тоа, да. Значи, вие работите на проект за подобрување на ваков тип на функционална писменост. И сега, кој се вклучен во тој проект? Дали има наставници од основно, од средно образование и така натаму? Има, така е исто, врз основа на тоа што сум го гледала јас целиот мој живот до сегашен, си го чувствав некако и сакам да работам на тоа и пробувам и на своите часови, но и како некој долг си го чувствав гледајќи ги децата нешто поминуваат. И затоа го почнавме овој проект доброволно. Сега, кога е доброволно, е малку потешко да се, да речем, мобилизираат луѓе кои што ќе вложат време и така натаму без некоја надокнада, но сепак се најдоа доброволци, имаше пријавени, што ми беше многу драго со тоа што почнавме со една поголема бројка на луѓе и од основно образование, и од средно образование, и од филолошки факултет. Со текот на времето некои се повлекоа од различни причини, така што сега сме, да речам,
15-тина од прилика, дока и 20 луѓе вклучени во проектот. Проектот се фокусира на тоа во текот на еден краток временски период, бидејќи исто така тргнавме амбициозно, ама видовме дека тоа е невозможно за една година да се направи некоја програма или активности што би можела да се применуваат во училиштата, да речем во текот на цела година, така што почнуваме со месец-два активности. И сега од тие месец-два дали ќе се забележи веднаш разлика, малку сум скептична, но сепак секој податок е добар, значи што и да излезе, да се задоволни за нешто, да искоментираат и наставниците и учениците, би било добро. Не очекувам дека, бидејќи правиме ни еден вид на тестирање, но не очекувам дека во тестирањето би имало голема разлика, бидејќи е краток периодот, но мислам дека ако се создаде така некоја подобра атмосфера, ако се фокусираат активностите, тоа е идејата. Значи правевме програми, планови за часови кои што би траеле тој извесен временски период и кои што активности ќе бидат фокусирани на тоа, на читање со разбирање, аргументација, критичко размислување и така. А дали само се фокусирате на книжевности на јазик или на други исто и предмети има? И тоа беше исто дилема некоја на почетокот. Почнавме со, бидејќи од филолошки факултет го почнавме тоа и некако јазик и книжевност дојдоа природно дека најмногу сме стручни за тоа. И рековме ако зависи од резултатите, ако излезе нешто дека е позитивно, дека има, сакаме да ги вклучиме и сите други, да речем, наставни факултети и сите други предмети што се предаваат во основно и средно. Па јас мислам дека оптимизмот е заразен и меѓу другото мислам дека време беше некој да потегне некоја ваква иницијатива и меѓу другото убедена сум дека и наставниците и професорите и учениците многу повеќе уживаат во таков тип на настава, само што тоа е нешто што е ново. Едноставно не ни паднало на памет дека има друг начин на кој што може да се учи. Така што сигурна сум дека нема да имате нормално што викаш ти резултати за 2-3 месеца, меѓутоа долгорочно е, плюс правите обука на професори кои што другите потоа своите околу себе ги обучуваат, предпоставувам, исто, затоа велам дека е заразно. Да, и така сите што останаа така после цела година работиме на проектот, тој допрва сега се применува, значи цела година работевме во смисла разговори со станоци, да смислуваме активности и некако се викам последна година можда ќе клапне малку ентузијазмот, ама тие што останаа така се прилично заинтересирани за вака и ентузијастички расположени. Сигурна сум. А примате се уште нови членови или затворен е за сега проектот? Па бидејќи е тековен, значи овој дел сега, оваа фаза да речам ќе заврши, и почна сега во септември втората недела, но бидејќи ние сакаме да продолжиме и понатаму и тие изразија желба дека и после овие 2 месеци сакаат да ги сменат вообичаените, да речем, активности, можеби да ги заменат со вакви, значи ќе би продолжиле и понатаму. Значи можеме на публиката на Радио Милева така еден... Апсолутно. Да, кој сака. Да, да ги поканиме. Кој сака на вистина се добре дојдени сите и прекрасно би било што повеќе луѓе. Да, ќе ставиме во коментарите контакт или начин на кој што ќе може да се вклучат. Имаш напишано 2 текста кои што се така, кои што се објавени во окно и некако се поврзани со... имаш повеќе всушност, имаш и за Пинокио еден кој што е на таа тема, ама откако зборувавме сега за овој проект, да го поврзаме со тоа, со квалитетот на учебниците. Имаш напишано текст во окно кој што се вика учебници со приказни. Чекај. Да, тоа е учебници со приказни. Што мислиш ти дека недостасува во нашите учебници? Зошто баш го крсти учебници со приказни? Апсолутно се сложувам со твојата теза, ама ако можеш накратко да им ја представиш на гледачите и слушателите. Многу ми се гледат учебниците дека се вадат информации и го ја разбирам, да речам, позадината на тоа. Значи во цела година ако треба, секи го земам за пример историја, бидејќи во овој текст имав нешто за еден добар учебник по историја, ама ова што го кажувам не важи само за историја, туку за сите предмети, дека се доста сконцентрирани на дефиниции и на тоа најкратко што може да се представат некои, да речем, ако се во физика или хемија процеси или настани во историјата, што се важни за одреден период, за да може да се опфати во цела година на што е предвидено со програмата. И разбирам дека со таква програма, значи мора некој таков вид на учебник.
Но многу е комплицирана ситуацијата, бидејќи на сите нивоа треба да се прават промени, значи и во однос на програмите, и во однос на во тие разговори со наставниците се спомнува повремено инспекција, да речеме. Инспекцијата доаѓа да провери дали се тече според програмата. И тоа го разбирам, бидејќи нели па сега ако секој прави што сака целосно, значи кој знае какви теми се можат да внесат. Но ајде да речем тоа е друга тема, но сепак таа инспекција не смее да биде тој страф од инспекцијата толку голем, а мора да биде затоа што има некои реперкусии. И сега работата е што ако за нешто треба повеќе време отколку што е предвидено во програмата, значи едноставно треба и тоа да се дозволи. Значи тука треба поголема флексибилност, бидејќи некои работи, еве да речеме за лектирите, за една лектира во 2 или 3 дена не може да се обработи. Значи ако треба да се надмине тој рок, а нешто друго да се исфрли од програмата, според мене тоа е сосема во ред. И во однос на учебниците, зашто ги нареков овие учебници со приказни, гледав и учебници, да речем добра практика на учебници. Историја имам еден кој што го имам анализирано, астрономија и економија. И сега, еве, да речеме тој за економија ќе го земам, почнува секоја лекција со некоја ситуација, да речеме еден човек отвара мала продавница за спортска опрема. И првиот ден не продал ништо, вториот ден пратил реклами, па потоа третиот ден купили и така натаму. И потоа оди лекцијата која што зборува за она билансна состојба и така натаму, и се врз основа на овој пример. Демек, ајде тука направете врз основа на овие податоци, значи се бара некаква ангажираност од учениците. Врз основа на овој пример и овие податоци направете вие. Деме колку продал, колку како модело, кога е падот и така натаму, и потоа има објаснувања и дефиниции и теоретски што е тоа, ама не почнува со дефиниции и теорија и да немаш представа каде се применува ова, туку е обратно. Овој учебник што по историја што го спомнувам, почнува секое поглавје со еден текст за човек кој што немаме поима кој е. Значи, тоа е учебник по историја, ама не почна со историска личност или историски наставник, туку некој човек што е веројатно со истражување се нашла тие информации, кој што живее, значи има одредена приказна што му се случувало, што направил, еве да речеме една наставничка, отворила училиште, па почнале да доаѓаат, тоа е за американската историја, па почнале да доаѓаат посиромашните, па вршеле притисок да не ги примаат нејзините собственици, па таа се изборила, значи тоа е наставничка која што не е, да речам, позната историски. Името и го видов прв пат и генерално гледам дека не е позната кога ја пребарував понатаму. И сега почнува со тоа, потоа оди историскиот период и се кажува што се случувало тогаш. Сакам да кажам, пак е некој концепт поинаков. Ова е важно. Луѓето врз кои што настаните историски влијаеле на некаков начин, тие се важни. Затоа учиме историја. Не е само големите настани, битките, и годините. И годините. Значи, така со повеќе контекст е веднаш поприемчиво за секој, за ученици, за возрастни, за секого што значи со приказна. Всушност се учи преку приказна и се учи и дури преку личен. Мислам, приказната е лична. Да. Затоа и полесно се учи. Затоа тука и книжевноста може убаво да се спои со историјата и затоа би зборувате за еден тип на контекстуално учење во кое што сите работи ќе бидат поврзани. Ние учевме засебно и се уште претпоставам дека така се учи гледајќи ги денешните учебници. Години бубање и излагуваме од таму со никакво знаење нит за контекстот, ни што значело тоа за еден обичен човек. Дури и ова физика исто има приказни внатре. Значи како се открило нешто, не е само ова е откриено што е паралакса и тоа, туку како некој дошол до тоа да открие. Да, точно. Прекрасно би сакала да видам такви нови учебници на македонски јазик. И уште едно кратко на крај за лектирите. Забележувам кога доаѓам на факултет, ги прашувам студентите што имаат прочитано, се помалку се разбира пандемијата ги запусти, ми се чини
овие генерации баш сега што доаѓаат на факултет, од тоа што морала толку време да учат онлайн, тука работите се излезени од контрола. Исто така поради начинот на кој што се обработуваат, сето тоа веќе може да се најде онлайн, можеш да го најдеш на англиски, можеш да го најдеш и на македонски. Ги гледам и списоците со лектирите и тие на известен начин се проблематични, еве само тргнеме од родов аспект. Фала Богу има авторки, ама главно се македонски авторки. Ништо инаку не е канонизирано. Земенето е онака типичниот машки канон и нема ништо надвор од тоа и се предаваат се уште книги како Робинзон Крусо. Мислам, кој што е една страшна приказна од денешен аспект, ако се чита, мислам, таа е напишана во време на тежок колониализам и расизам. И ако не се објасни што е тоа, тогаш се нормализира тоа да имаш ти црнец слуга што ќе си го викаш Петко. Мислам, исто така и Трпео, за кој што имаш напишано баш расказ, и истоимена збирка разкази Мојот непријател и Трпео, во кој што е баш таа и трпеовска култура на да се снајдеме без всушност било што да научиме, ја критикуваш. Сега, кој мислиш дека како треба да го смениме пристапот кон лектирите? Затоа зборуваш исто во твојот текст, лектири промена на пристапот, не само на книгите. Да, тоа е, еве, кратко сега еден аспект е тоа со канонот и така натаму и навистина треба да се менува, значи книгите што се работат како лектири. Ама и настрана од тоа, дури со промена на книгите, ако се продолжи со истиот пристап, не знам колку би имало ефект. Еве сега ќе спомнам еден пример, се надевам син ми нема да го гледа ова, бидејќи ќе ми се налути ако го спомнувам. Ја читаме Пеколот сега периодов. За 2 дена прочитавме вкупно 3 страници, ама тој рече, мене ми е многу интересна книга, што многу ме изненади, затоа што тоа е се одолговлекува, многу тешко се чита, ништо не се разбира, ама седнавме заедно да ја читаме. И сега, например, вика се појави пантерот и така натаму, па потоа нешто друго се случува, па пантерот си отишол, се појавиле лавот и волчицата. И потоа има една реченица, демек еве тој, нели, Данте се исплашил од пантерот, лавот и волчицата. И сега син ми вика, па нели пантерот си отиде? И јас читам пак, се навратив, викам, да, стварно си отиде. Исто така, ќе го поврзам ова што сакам да кажам. Исто така на едно место има демек волчицата, која што расплакала многу свет. И сега он вика, што е ова свет овде? Нешто друго. Ја викам, како група на луѓе. Па од кај се луѓе кога нели Данте е сам тука во овој момент, нели во предворието на Пеколот. И сега му објаснувам, јас сватив исто така дека тоа е всушност некоја стилистичка карактеристика каде што секој, да речеме волчицата, се опишува како некој животно кој што генерално им правело проблеми на луѓето, не дека тука има луѓе. И се тоа се да оставите дете само да ја чита Пеколот и после кога ќе дојде во школа да го искарате дека не ја прочитало, мислам, навистина бесмислено, демек децата не читат. Не, како може да разберат, како може некој да сака да чита нешто што ништо не може да го разбере, значи се фрустрира. И според мене затоа би било подобре вака како што седнавме, нека се само 3 страници на час, кога ќе се објасни се, па демек морав да објаснам што е алегорија, пошто што бара се во шума и така натаму. Значи, сите работи кога ќе се објаснуваат како се поврзани, како има можеби некој па и недоследности, дали од писателот, дали преведувачот, дали така, нели самата книга намерно или случајно, и тоа е критичко размислување. Значи да не прифати сега се појавиле, туку се каде е пантерот, од каде тука, кога нели не е тука, значи тоа се охрабрува и подобро е да се фокусираат еве и на помал извадок од лектирите, отколку цела лектира за дома да биде прочитана, па потоа да се дојде со нели цела книга. Тие се обемни, а се тешко напишани, повеќето класични книги се релативно тешко напишани за деца од основно и средно училиште, да, така што мислам буквално извадоците можеби ќе го мотивираат некого, ќе го заинтересираат дури да сака повеќе да прочита, ама мора на час да се чита малку
и да се објаснува се отколку што е идејата, што е темата, нели она класично да. тема, идеја и ликови. Белешка и раскажување, Да. глупости. И тука што е исто од AI можеш се да извадиш и да Да, го да. И не, и абсурдна ми е идејата и се уште ги гледам родителите како им викаат на децата, ги прочитали лектирите за време на летот. Па кој ќе заборавиш, прво ништо не разбира, второ им даваат пристап уште од прва, значи они наместо да почнат со современа книжевност, која што им е многу попристапна, на пример во прва година средно, они почнуваат, чекај баш прва година Гилгамеш, Илијада и Одисеја. Библија, Хомер, Илијада, панонски легенди, Софокле, описменех, похвала за нашиот блажен татко и учител словенски Кирил филозоф, кој е дете од 14-15 години тинејџер ќе ги разбере овие работи. После ќе ти речат не, вие треба да ги научите. Па не ги разбира ни самиот професор, прво и основно, зашто нема добри нема ни добри материјали, ниту пак некој не учел на ова дека всушност преку извадок се учи. Втора година Данте Алигиери, Бокачо, ова се интересни работи, и Шекспир и Сервантес, меѓутоа Сите може да бидат интересни, значи дури затоа викам не е само до тоа да се сменат лектирите, а треба да се може смена, за да, ама возраста. и ова може да биде ако е објаснето Да, добро, да. а не за време на летен распуст, прочитај ги и ако не си ги прочитал ќе ти скараме, мислам Ама тоа е имаат и многу. безсмислено. Исто така, колку е обемно тоа што треба да го направат. Во рете подобро е да работиш една драма од Шекспир цел месец. Да. Буквално. Работат, не знам, Данте нека се работи, секој час го работиме по еден извадок. Отколку да се напукаат 8-9 лектири и овие само бубаат и потоа мразат книги. Доаѓаат кај нас запишани на филолошки факултет и јас и ти добро тоа го знаеме. И велат дека не сакаат да читаат книги. Па добро, побогу на филологија сте запишани. Да, но запишани се затоа што мислат дека јазикот и книжевноста не се врзани. Ама толку се по 2-3 часа се предвидени за лектири, тоа е премалку. Не, и да дома. Така што тоа, супер, драго ми е што работите на ова. Јас се надевам дека бар малку луѓе ќе инспирираме, чисто дел од своето слободно време да си го искористат, да размислат за ова, да седнат можеби сами да читаат или да помогнат на своите деца или не знам. Јас дури не сум ни за тоа, мислам дека треба малку посистемски да влеземе во проблемот со некои конструктивни критики, пишувајте, објавувајте, има места во Македонија, секакви портали и весници кои што ќе ви ги објават текстовите, и размислувајте и читајте и понатаму, и Калина благодарам многу што дојде. Благодарам и вам. Стварно инспиративен разговор имавте со Калина. Студиото е мало, ние со Јана моравме да седиме таму на едни столчиња и да се Вака само гушиме. имав и сакам да коментирам. Повели А Јана. затоа сега ќе си дадеме нели за право да си кажеме по нешто. Кога се зборуваше за лектирите, не можев да го извадам од глава фактот дека во наше време, во второ оделение, лектира ни беше поезијата на Тагоре, која што ниту ја разбиравме, ниту знаеме точно како била преведена и колку, нели тоа, тоа е друга тема, меѓутоа како може дете од 8 години да разбере таква поезија и да го инспирира тоа да сака да чита поезија Да. во најмала рака. Јас се сеќавам дека секогаш не беа многу, мене ми беа некои книги што ми беа многу интересни од лектирите. Сега со ќерка ми решив да се навратам да ги прочитам уште еднаш. Вау, од оваа дистанца тоа се просто книги кои не комуницираат повеќе со овој свет. Уште за крај сакам да ја прашам Јана, бидејќи заедно учевме во средно, имавме многу строга професорка по историја и ако малце требаше вака кој ќе ти рече, не знам, за Османлиската империја во 17 век ни каже Румена. Прилика така правиш и ти треба станеш во тој момент и да почнеш да пееш, да рецитираш и малку ако сгрешиш ќе ти стаи 4 и никогаш нема да можеш да ја поправиш. И така, навистина многу учевме историја, па еве сакам да ја прашам Јана, што памтиш ти од историја од средно? Памтам за празот на турската војска, драга моја Румена. Значи, од сите датуми, од сите војни, од сите војски и политички уредувања, единствено што останало во оваа глава е таа печатна грешка дека турската војска наместо пораз доживеала праз. Да. Прекрасни денови на нашето образование. Но не само ние, јас мислам дека како
како човештво не научивме од историјата да учиме од грешките, да учиме и од нашите грешки. Нашата историја е полна со митови за тие луѓе. Тоа заслужува посебна емисија. Некако вака природно влеговме во наше време. Тоа е добар вовед во нашата следна рубрика во наше време. Во наше време. Денес во рубриката во наше време ќе анализираме малку хитчиња, песнички кои што сме ги слушале, на кои што сме џускале во клубови, сме играле танго по роденден и така натаму. Стискавец. Да, стискавец. Од аспект на тоа какви се неразлични подтексти може да има популарната музика или што и да е што ни се пласира. Денес сакам малку да се задржиме на некој, да речеме, можеби грумерски или малку предаторски аспект, во кој што можеби главната, работа е возрастната разлика помеѓу машкиот субјект, кој што е најчесто и кантавторот, и она на која што и се обраќа девојката, односно девојчето во голема мера. Првата песна Руми тебе ти текна и е супер за да се врземе со главната тема со образование, бидејќи само да потсетам, кога на времето ја спроведовме кампањата Сега кажувам, еден куп од сведоштвата на злоставување или заплашување од позиција на МОК доаѓаше токму од училишни и факултетски клупи, каде што имате Од катедри. каде што имате возрасен маж на позиција на моќ и девојка или девојче кое што е или принудено или заплашено или треба да се чувствува почестено што некој ја одбрал. Така што првата песна е Don't Stand So Close To Me од Police. Јас ги испринтав, ги имаме сите тука текстовите, нема да ги читаме цели, меѓутоа ќе читам мали делчиња и ќе направиме мали куси анализи. Значи, Don't Stand So Close To Me е песна која што е за наставник, кој што млад наставник, кој што има некаква врска, ова е лабаво, фразирано, со своја ученичка. Вели вака, young teacher, the subject of schoolgirl fantasy, she wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing, the girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Многу млад бил. Don't Stand So Close To Me, е рефренот. И сега, незините другарки се љубоморни, што, он не ја избрал, они сите идат со автобус, она со него со кола, се шушка више по училница дека нешто се дешава, него веќе го обвинуваат. Значи има тука и доза на осуда во песната, али на крајот завршува, демек он која ќе ја види, цел се треса и кашла, исто како оној старион од книгата на Набоков. Да. Значи една многу отворена референца на Лолита и јас малку истражив за песнава. Прво што најинтересно е дека Стинг пред да биде рокстар бил наставник по литература. Колку години имал? Стинг, сега ќе ти кажам, тука си запишав. Која искача песнава имал 29. Значи минус пола од тоа. А рачунај колку помалку имал кога предавал, ако ова било. Значи 7. Меѓутоа, да сме фер, он категорички тврди дека ова не е инспирирано ниту од некоја негова ситуација, ниту од нешто што го посведочил во неговата кариера. Меѓутоа, што е зазнатото во целата приказка? Песната е директно онака маркетиншки направена и таргетирана за одредена публика. Они знаеле дека нивната публика се млади девојчиња.
И решиле дека на младите девојчиња ќе им се обратат со ваква, со ваква тематика. Така што, колку и да, самата песна, ако сме фер, не застанува на страната на, да речеме, силувачот, пошто Стинг вика, кога ја разложува, бидејќи песнава не е од прво лице, драматуршки се развива некако, нели, никој не вика дека нужно мораме да пееме само тоа што го одобруваме. Така што вика учител, отворена страница, девица, силување во кола и отказ. Ја прво се викам, кој е силување? И после ми текна, викам, зарем јас паѓам на тоа, нели? Оти на крајот не е прашање дали е доброволно или не, станува збор за огромна возрастна разлика, каде што имаме, нели, тоа што се вика, не знам на македонски како е на англиски, statutory rape, кога самата возраст е таа која што го класифицира како силување чинот. Но она што исто е интересно, рефренот Don't stand so close to me. Кој е тој кој што го вика тоа? Кому му се обраќа? Да бе, она е крива. Така? Многу близко му дошла. А и со самото тоа, мислам, кога во наше време се пееше за овие работи, тоа е едно нормализирање на таа фантазма за средношколката или за schoolgirl. Да. Во кое што има нешто романтично во сетото. Тоа е како од еден во принцип насилен акт да направите на сладка симпатична драма. Јас не би рекла дека тоа е само машка фантазма. Јас верувам дека ние како ученички сме сакале да се професор. Па ја посебно во Стинг бев која пееше песна. Меѓутоа, јас се сеќавам, мене лично не ми се случило да имам симпатија наставник, меѓутоа знам за многу девојчиња кои што имале. И тоа, оваа култура сакала некела го нормализира на одреден начин. Да бе, замислете си само дека жена го пее ова и дека пее за некој schoolboy, the subject. Демек I'm the witch. Она е пола помал од мене, ама така кој ќе го земам јас со кола. Замислете, одма еве колку е апсурдно нешто такво да се толерира, кога ако е 2 пати постара професорка, окей, мислам и не дека ни машките немаат фантазии за нивните професорки, меѓутоа ќе биде ова како не ти е срам ти како професорка, пошто сепак баш ке можам да ги замислам Facebook коментарите под веста од хетерите какви ќе бидат. Ама сепак јас стварно не се слагам дека тоа е напишано како во трето лице, меѓутоа се разбира дека низ негов аспект е напишана целата приказна. И начинот на кој што е кажано како он баш за тоа, он е романтизиран, он пати по таа некоја средношколка и не му е лесно на крај и се тресе исто како овој од Лолита, како се каже Хамберт. Значи тоа е нема тука иронија. Иронија нема, ама позиционирањето, ајде да речеме дека лабаво може да го самиот факт што немаме ние низа на вакви песни каде што постари жени пеат за помали мажи, зборува за односи на мок. Тоа е. Не зборуваме за една, но ова е веќе поджанр. Замислете сега да една од нас веќе да не се бави со образование и сега да речам јас не знам сега ќе станам поетеса и да напишам таму за некој средношколец и ваква некоја фантазија, да речам извинете, јас нема врска со реалноста, не е од моето искуство ко Стинг што кажал, ќе речам важи, не е од твоето искуство. Али исто да не забораваме дека Стинг е помалку или повеќе бумер, роден е 51 година. Сега не е баш апла бумер, ама го тука се некаде. Ако нас не сметаат за бумерки, Стинг сигурно е бумер. Да. Така што, исто е многу интересно на што растеле бумерите, на каква рок-н-рол култура. И има една песна која што се популаризираше многу во наше време преку култниот филм Pulp Fiction на Тарантино со една преработка. Оригиналот е на Нил Даймонд и се вика Girl, You'll Be a Woman Soon. Колку стискавци се имаме изнаиграно на таа. Меѓутоа, никогаш не сум го размислувала текстот колку е гаслайтерски, всушност. Накратко. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I'll never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. You'll be a woman soon, soon you'll need a man.
Дојка чичо. Да, од прилика. Ама тоа, цел живот не ме разбираат, не сватане. Да. Се што ти зборат ме сече у срце која викаат ова не чини овој дечко, не е за тебе. Ја конечно го најдов тоа што ми треба. Нели, тебе те најдов. Ама тие сигурно ќе наразделат прва прилика која ќе ја имаат. Значи, уствари имаме ситуација која што ако го читаме као да се некои врсничиња, да речеме, може да пројде као, да, он има некоја романтична љубов, некој мисфит и така натаму, меѓутоа, 67 година Нил Јанг има, Нил Јанг, не е Нил Јанг, тука е Нил... Нил Даймонд. He's a diamond. Има 26 години. Сега тоа не е многу стар, меѓутоа, ти да пееш на некоја што треба да премине, да веројатно да добие или да ја пораснат цицки или не знам што е тоа, girl you'll be a woman soon, така? Треба да имат Нешто сексуален такво. однос. Може би, меѓутоа како и да барем е, ние се некој е сеќавам coming дека of age, така е. мислам дека јас така го читам, као еве, кај да ќе се озрееш, ќе посакаш дечко. Јас сум тој. Да. А која е таа возраст? 15, 16? Па, Така? Да. Да речеме. Абе, Така што оваа Исто. ми е таква малце грумерска, гаслайтерска. ма сите се такви. Само еве земи ја повторно да замисли boy you'll be a man soon. Менсун, да. Некоја жена. Опа. And you'll need a woman. Се возбуди го Се треснав вознесов, микрофон. Ама да. Ужас. И одма е кринж. Да, одма е кринж. А ето така. Ајде уште кои не ги имаш дадено. Ајде сега оваа ја ставам чисто затоа што го има моментот сега колку хейтери ќе паднат кога ќе ги извадам Битлси на маца. Ама и ние сме љубителки на Битлси. Јас си ги сакам, нема врска. И работата I Saw Her Standing There е песна која што почиња со тоа well she was just 17, you know what I mean. Овде е And wink the way wink. she looked was way beyond compare. И како сега ја да играм со друга која ја видов standing there, не. И меѓутоа, to be fair, ако сме искрени, оваа песна Пол Маккартни си ја напишал за девојка му имала 17, он имал 21. Да. Тука сме. Добро, ама you know what I mean е проблемот. You know what I mean, да, ама Wink wink, nudge nudge. да. Нема баш 17. Остај тоа, нели, на крајот на криштата, тоа што го правиме, не ги исклучува интерпретациите на останатите. И ова се песнички кои што оставаат простор за да се нормализира негде некој друг предатор да си каже she was just 17, you know what I mean. Така, мислам, тоа е тоа, станува нормално кога ќе го изговорите. Така. Ај сега најпедофилска. Најпедофилската повторно Руми ја најде пошо Многу ја сакам оваа песна. Јас па не можам да го ич не го сакам овој. Ама нема песната Брус. е, ако сваќаш што кажува, ако ќе разбереш, многу е тешка за слушање. Страшна е. И затоа имам една интересна анализа. Bruce Springsteen, I'm on fire, се вика песната. Hey little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. I'm on fire. Tell me, baby, is he good to you? Can he do the things that I do? Oops. I can take you higher. I'm on fire. Има уште многу малце, нема ни да го читам, пошто ова е реално главната. Меѓутоа, песнава е толку језив е текстот. Многу. Тотал. Она што е појезиво е што го гледав спотот. Спотот нема благе везе со ништо од тоа што се случува во песната. Спотот е он е автомеханичар, поправа некоја кола од оздола и му доаѓа шефот му вика чека имаш муштерија и сега ние не ја гледаме жената, гледаме нозе само на штикла, такви манекенски, некоја Шанел сукњица, рака излакирана со клучеви се појава, му дава да И со прстен. И со прстен Мажена е. Мажена е. Како Да. и да е. Сугестијата е не, дека е девојче. Дека е постара Воопшто, жена. возрастна жена. Класната разлика, автомеханичар, оваа е богата, она е авторитетот, доаѓа тука, она му команда и сега во спотот, он се заљубил у неа и да таму ја сталка малце, ја гледа куќата, не е битно. Меѓутоа, ја гарантирам, рука давам, дека кога го виделе текстот менаџерите му рекле, брат, ова нема ти пројде вака. Ама како не му рекле дури снимала? Како можете Ќе тоа? омекнеме Да, со да, спот. да, да, со спот, ќе джитнеме прашинче во очи. Дома ли е бе татко ти? Абе, чекај малце, I have a bad desire.
И вика на девојчето. Страшно. Педофилски Да. воскликот на стариот педофил. Меѓутоа, мене буквално ми е пострашно тоа на кој начин се хендла, како се претвара во нешто друго, затоа што тоа е пострашниот начин на кој што нештото може да пројде. Дај му класна димензија, дај му некоја друга димензија, направи нешто во што ќе се препознае една огромна маса на луѓе во нели радничка класа и така натаму. И Али да бидеме фер, што би рекла ти. Идејата во сексуалната игра, daddy е као мажот, многу често се игра така, daddy and little girl. Тоа е една, за мене, доста проблематичен хетеро начин на обраќање. сум го потиснала, знаеш, и не ми ни текна. Па само тоа потика, е, всушност, и затоа и така ја направила работата, што всушност оваа песна може така да се интерпретира, као ти малечка, кој што ни викаат. Тоа исто го има и во југословенски песни, се надеваме дека ќе збориме за тоа некогаш. Значи, она is your daddy home, дали е дома мажот ти, затоа она е мажена. И, ама зашто вика она I have a bad desire, во смисла дека сакам туѓа жена. I'm on fire, тоа е. Затоа таа интерпретација има направена во спотот. Меѓутоа, не може другаче исто така, hey little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Добро, не им текнало дека читањето, буквалното читање на песната е таква. Суштински, претпоставам дека немал таква цел. А дури и да немал, мислам, повторно е тој пасивен субјект кој што Така. оставена на помини замени кој влезе во тој дом да ги to cool their desire. Да. И повторно замислете си, hey little boy, is your mama home? Да ми кажеш сега ке ти да е мама. Да. Не може, мислам. Се вцрвена румена само од идејата. Порумена. Добро. Да, навистина. И само чисто да резимирам дека мене не ми е, сигурно сум дека ни вам не ви е поинтата нешто да кажеме, не си слушаат овие песни сега. Не сакаме да им направиме ние си cancel. слушаме Ја ќе исто си овие играм песни. стискаваc у прва прилика на Girl You'll Be a Woman Soon. Ако ме викнете на журка таква. Така што не е тоа поинтата. Поинтата е да знаеме што ни се пласира, да можеме критички да го прочитаме. Тоа е. Да, така е и еве, пошто зборевме и за лектири, вака ние фино лепо анализиравме сега и поезија во овој дел на сегментот, тоест на оваа рубрика. И имаме сега за крај уште една последна рубрика, што ќе ја видите после малиот джингл. Враќање во реалноста. Се враќаме во студиото со нашата така малку траорна, би рекла, нова рубрика која што се вика Враќање во реалноста, во која што ќе зборуваме за ќе издвојуваме секој пат кога ќе имаме емисија, ќе издвојуваме по нешто што го потресло светот или ја потресло Македонија, која што ни покажува всушност колку е суров патриархатот, и би сакала денеска еве да зборуваме за еден случај кој што навистина е страшен и е одраз баш таа на суровоста на системот во кој што живееме. Па еве, Ирена, можеш ли ти малку да ни кажеш нешто врска со тоа? Па бидејќи овие вести од светот не се вредни за нашите медиуми, ние ќе се обидеме да го пополниме тој јаз, гап. Се работи за случајот на Жизел Пеликот. Тоа е жена од Франција, која што во моментот тече судењето против незиниот маж и уште 50 други мажи. Случајот е исклучително вознемирувачки, така што еден тригер ворнинг за сите оние кои не можат да сварат вакви информации. Жизел и незиниот сопруг Доминик, ако не се лажам, живеат се долго во брак, имаат минимум 2 деца. Случајот е случај на континуирано силување во период од 9 години, од 2011 до 2020, кое што го доживува Жизел од страна на незиниот сопруг без да знае. Всушност, тој во текот на овие 9 години во одредени вечери ја дрогира со различна комбинација, најчесто антианксиотици, но и други лекови. Ја дава на располагање, буквално како објект, како предмет, на
повеќе од 50 мажи во текот на овие 9 години. Во некои надписи бројката е дури околу 90-91. Всушност каде ги наоѓа? Ги наоѓа на некаков меседж борд, поврзано со разни сексуални фетиши, желби и така натаму, во подкатегорија without consent. Уф. Без консент или како би било на Без македонски? согласност. Без согласност. Секако на тие бордови во принцип овие категории треба да се фино изглумени. Не смее да значи дека навистина е жената без свест да даде консент. Таму ја рекламира на некаков начин и ги прави тие забави со мажи во кои што ги снима. Секоја сеанса е документирана, секоја сеанса нивна во принцип е Да. силување на повеќе луѓе врз една обезмоќена жена која што не е ни свесна. Го фаќаат сосема случајно, тој толку се опуштил, 9 години го прави тоа, што почнал да сликал жени, веројатно ги постирал таму, сликајќи една жена под сукња во маркетот во близина каде што живее, таа го забележува, го приметува, го пријавува, за среќа. Полицијата му го одзема телефонот на лице место или потоа и гледа дека тука е нешто, му го одзема и компјутерот. Да е ова, ако кај нас се јавам во полиција и кажам, некој ме сликаше, па добро, де. Така стигнуваат до ова, каде што на неговиот компјутер има фолдер со наслов Abuses, што покажува дека тој е апсолутно свесен за тоа што го прави. Таму стигнуваат. Прво наоѓаат слики од неговата собствена ќерка, која што ја сликал така како другите жени, или гола во домот, без таа да знае. Така стигаат и дознаваат за Жизел. Кога викаат Жизел на разговор, сваќаат дека таа појма нема за тоа што се случувало. Таа се жалела на своето здравје заради тие лекови, но се сомневала на други работи. Многу е језиво тоа што, мислам, и таа самата морала да ги гледа тие, не само што е акт на силување, туку вербален акт на навреди кон неа и слично страна на другите мажи. Што се однесува до другите мажи кои што влегат, исто еден податок, од 90 и нешто мажи во еден артикл, кои што влегле и ја силувале, само 5, тие секако, не знам колку знаеле, во моментот кога влегуваат. Само 5 од нив, кои сваќаат дека жената е навистина онесвестена и не знае за ова, заминуваат. Останатите остануваат. Возрастната граница на мажите, барем на овие 50 кои што се дел од судењето, е од 26 до 72. Значи, Да. Нема, скоро и да нема некаков едж, некаков фокус. И по професии исто така, од новинари, пожарникари, војници, буквално различни професии. Оно што го прави овој случај многу важен, не само за Франција, туку и за светот. Франција, која што имаше еден ноншалантен став кон миту, зборувајќи за пуританската американска култура, за разлика од француската, кај нив сега се случува миту, и овој случај направи голем потрес и многу влијаеше затоа што Жизел побара незиното судење да биде јавно. Да. И тоа рече дека секако таа има 72 години, ако не се лажам, веројатно олеснуваат годините, но многу е важно тоа што го кажат, две причини зашто се решава на ова. Едната е за да помогне на други жени да ги покаже овие мажи кои се, а втората е за да охрабри да не чувствуваат срам сите кои доживеале сексуално насилство и се срамат да го пријават. Страшно. Сакам едно нешто да напоменам во однос на ова прашање, бидејќи секогаш кога ќе се појави еден ваков случај, се вели, тоа е еден монструм. Тоа е еден човек што го правил тоа, не се сите мажи такви, not all men. Не, се работи за структурен проблем. Овде имате 90 мажи кои што има цели форуми кои што го правеле. Тоа не е еден. Ово е само еден што е фатен. Значи се работи за култура, за жал, многу ми е непријатен тој збор во овој контекст, култура на силување. Меѓутоа, тоа е тоа што се случува за сцените. Не се работи ни за... значи, Жизел Пеликот е средна класа бела жена во 70 своји години.
И не е ни маргинализирана на таков начин па да биде некоја класична или совршена жртва како што обично бара, значи да биде млада, да биде, не знам, да најдат начин да кажат зошто си го барала. На крајот на крештото се случува во незиниот дом. Во незиниот со дом. незиниот сопруг Да. со кој што дели живот и семејство. Да, Значи таа е на најбезбедното место во домот, Точно. на Врз најбезбедниот круг во рамки на своето семејство. Да. И Така што да, не треба да се драго ми е дека мислам Жизел Пелико од неја на сите хероина во моментов со ова што го направи. Драго ни е дека ова ќе се зборува и ќе биде емитувано, мислам, целото судење во очите на француската и светската јавност. И да имаме предвид дека овие работи не се работи што се случуваат во приказни, туку се работи што се случуваат во реалноста. И затоа не треба да чуди што ја избираме мечката во шумата. Да, да. баш така. Тоа е со ова ја завршуваме емисијата. Јана, дали сакаш да ги прашаш нешто нашите гледачи и слушатели во однос на следниот пат кога ќе имаме во наше време? Oh yes. Ако имате идеја за некоја XU или македонска нумера, поп хитче, кое што ја тангира отприлика оваа проблематика на постари мажи и помлади девојчиња и малце проблематични грумерски текстови, пуштете ни коментарче на емисијата и ние вашите примери ќе ги земеме предвид за рубриката во наше време следниот пат. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Се гледаме следниот месец.